Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, со Блиц вести, исто така со продолжение на македонските кралеви, ќе дадеме од чудата во Охрид и Охридско, во Охридскиот крај, која е вистинска, а направена е како легенда, но и мој коментар на неделата. На самиот почеток да одиме со поздравната песна до сите вас за пријатна разонуда.
Турското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А пак женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Ирена Карулас и ова година се погрижи да го одбележи меѓународниот ден на жената 8 март, но овој пат на 9 март, сабота, со почеток од 6 часот навечер, со богата вечера која чини $65. Се разбира и голема веселба, а вечерта ќе разубави познатиот солист од Македонија Ташко Карамфиловски со оркестерот Evergreen. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451 или до Ирена на 416-560-2149. А сега да одиме со македонските кралеви и продолжуваме со Касандър.
Касандер, крал на Македонија од 305 до 297 година пред нашата ера, бил најстариот син на Антипатер и основач на краткотрајната династија Антипатриди. Познат е како основач на градот Солун, кој го нарекол, како што реков и порано, по неговата сопруга Салоника, инаку сестра на Александар Македонски. За прв пат се појавува на дворот на Александар Македонски во Вавилон, каде го бранел татка си Антипатер, регент на Македонија, од обвиненијата на неговите непријатели, главно кралицата, мајка на Александар Олимпија. Бидејќи татко му го прескокнал и му го дал регенството на Полиперхон, Касандр се сојзил со Птоломеј Сотир и Антигон првиот Енокиот и објавил војна против регентот. Речиси сите тогашни атински полиси се здружиле со него, меѓу кои и Атина. Тој направил и сојуз со Евридика, амбициозната жена на кралот на Македонија Филип Аридеј. Меѓутоа, Евридика и Филип III, заедно со Касандровиот брат Никанор, биле погубени од Олимпија. Касандр веднаш измарширал кон Олимпија и ја принудил да се предаде кај Пидна, која па ја погубил во 316 година пред нашата ера. Во 310 година пред нашата ера тој ја отрул и Роксана и номиналниот крал Александар IV, жената и синот на Александар Македонски. Исто така го потплатил Полиперхон да го отруе вонбрачниот син на Александар Херакле. Тој веќе бил поврзан со кралското семејство, бил во брак со Салоника, полусестра, како што реков, на Александар Македонски и со сојзот со Селевк. Птоломе и Лизимак против Антигон, со поразот и смртта на Антигон, 301 година пред нашата ера, станал неоспорен владетел на Македонија. Умрел од едема во 297 година пред нашата ера. Според географот Павзани, беше преполн со едема и од неја излегоа црви, додека се уште беше жив. Филип, неговиот најстар син, најскоро по доаѓањето на престолот се разболе и умре. Антипатер, следниот син, ја уби својата мајка Салоника, ќерката на Филип и Ника се опела, под обвинение дека премногу го милувала Александар, најмаладиот син. Александар се одмаздил за мајка си со тоа што го убил брат му Антипатер, но пак тој самиот бил убиен од Деметри I, обсадникот, син на Антигон. Така отишло сето Касандрово семејство. Касандар бил човек од книжевноста, но бил насилен и амбициозен и ја преградил Теба. По низиното уништување од Александар Македонски ја претворил терма во Солун и изградил нов град по име Касендрија врз урнатините на Потидеја. Ете, тоа беше за кралот Александар. А сега пак во продолжение со уште на моја песна од мојата поезија. Ако би ги собрали солзите, таговните солзи од македонците пролеани за тебе, моја родино, пролеани за илјадници паднати херои, брајки и сестри, знаени и незнаени, ќе се направи уште едно езеро, море или океан, исто како и од крвта пролеана од хероите борци за твојата слобода, но и за идните неродени поколенија твои македонски. Но секоја капка од крв или секоја солза е клетва кон оние кои го сторија тоа. Кон оние кои те испокасапија, за да не можеш да го земеш во твоите преградки чедото свое. Клетвата не е една, две, 3, 10, 100 или 1000, тоа се со илјадници клетви кои кога тогаш ќе се исполнат. А тие што се правеа најсилни, најмоćни, ќе бидат понижени исто како крпа за подбришење. Затоа, Македонијо, со тебе сме и ќе бидеме секогаш.
ке ме вратиш, да си видам браќа, сестрини, мајка, татко, дали ми се живи. Далеку во туѓина животот ми тече, а за семја родена срце во ме пече. Туѓи диви ветрови душава ја кинат, пусти да се години в туѓина што минат. Далеку од мајка земја стара, не се оди среќа, не се пара, нема таму сонце да те грее, нема кому песна да се пее. Се ќе дадеш мака да си скратиш, само дома среќен да се вратиш. Далеку во туѓина животот ми тече, а за семја родена срце во ме пече. Туѓи диви ветрови душава ја кинат, пусти да се години в туѓина што минат. Пусти да се години в туѓина што минат. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизин и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406.
А трите модерно опремени ресторанти Elgewater Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега од рубриката Верувале или не. Вечерва, почитувани слушатели, ќе ве запознам со вистински настани, но кажани како легенди или информации за во градот Охрид, а може би и нешто од тие легенди сте ги подзаборавиле или не сте знаеле. Но да одиме со ред. Старото име на Охрид беше Лехнит, што значи Божја светлина или градот на светлината. Но поради 365 цркви кои градот Охрид ги имал, а за тоа има запишано познатиот турски патописец Евлија Челебија, градот е наречен Балкански Ерусалим, иако има и друга верзија како што пишува Милош Линдро, дека во Карпа кај Канео, тоа е во Охрид, значи се роди Ристос, иако некаде е заменет со Давид, колку што се сеќавам. Кога тогаш ќе се открие вистината дека христијанството отпочна во Македонија од Охрид? И уште нешто што можеби за некој од вас ќе биде чудно или смешно. Евреите на самите себе си припишуваат дека се господови кои Господ Бог прв ги појавил на оваа планета. Тоа го прочитав минатата година во еден еврејски весник, напишан на англиски јазик, каде си го честитаат нивниот празник во септември Рош Хашана или еврејската нова година, стара 5784. Зборувам за минатата година, но тоа морам да признам дека демантирав писмено во весникот и напишав дека македонската нова година е постара од нивната, односно најстара во светот, 7532 година. Пред да одам на Охрид, морам сега и јавно да го поставам прашањето. Познато ни е на сите нас дека некои народи или поединци си ја менуваат својата вера и стануваат, еве како што е случајот со македонците муслимани во Струшко, Дебарско, Гостиварско, во Гора, Голо брдо и така натаму. Бидејќи, ако ги погледате лицата на европските евреи, ќе мислите дека се наши луѓе. Така да тезата према мене паѓа во вода, дека наводно евреите дошле во Македонија некаде 1453 година од Шпанија, иако јас мислам дека е обратно. Од Македонија одеа на север, исто како и македонците од древна Македонија, па прашумите ги заменувале со градење на нови населби се до Балтикот. Исто како што Кирил и Методи одише за да го просвети народот и христијанството и така натаму. И уште нешто. Ако во Библијата е напишано дека евреинот Исус Христос беше распнат на крст од страна на римјаните, зошто тогаш евреите не го слават крстот како ние македонците, туку бегаат како ѓаволот од крст? Меѓутоа, не случајно се рекло, каде има пари, тамо е и силата. Но сепак мислам дека и овде
ќе се осветли вистината, ќе излезе намекдан вистината за Македонија. А сега да се вратиме на Охрид, легенди, односно вистински настани, а кажани како легенди поврзани со ова општина. За Охрид постои легенда дека изморените и повредени Самуилови војници, качувајќи се по ридестото место до тврдината, извикувале "Ох, Риде, Риде". Но има и друга. Царот Јустинијан, откако се искачил на ридот на кој лежи градот, гледајќи ја прекрасната околина, тој восхитен од убавината пред него извикал "Ох, Рид". Во Охрид, наспроти турското училиште, има џамија, која е со крст. Тоа е всушност кој ќе доаѓате од Битола и Ресен по стариот пат за Охрид, токму таму се наоѓа ова џамија со крст. За време на Османлиското царство, како што спомнавме, Охрид имал 365 цркви. Една од нив била и ова за која ќе зборуваме, мислам дека била Света Недела црквата. Во тоа отоманско време многу цркви, како што и Света Софија во Цариград, ги претворале во џамии. Кога турците го граделе минарето и само што ќе го изграделе, тоа без причина се рушело, паѓало и од озгора, а крстот бил поставен на него. Турците крстот го фрлиле во езерото, но следното утро повторно бил на врвот од џамијата. Тоа се случило неколку пати. Тогаш се нашол некој мудар од турците, односно би рекла во отоманското време, затоа што Турција се формира 1923 година, и рекол дека треба да се остави крстот над минарето за да биде како што треба. И ден денес местото го викаме џамија и крстот е над самата џамија, односно над минарето. А пак за чудата на Свети Наум. Томе Бакулевски од Охридското село Пештани со тројца други рибари отишле со кајчето да ловат риби, но ова се случило некаде во првите 20 години од 20 век. Одели дури и до Свети Наум, до манастирот, а бидејќи од Пештани до Свети Наум некаде е околу 8 километри, таму до манастирот им давале посен ручек. Јале што јале и дошло време да си одат дома, зашто ќе фатело мрак. Кога дошле до пристаништето и да го турнат кајчето за потоа да отплуват, кајчето никако не мрда, иако било топло, мирно време, немало никаков ветар. Пробале неколку пати, но истото се случило. Тогаш Томе Бакулевски ги прашал тројцата со него, што биле придружници, дали нешто зедовте од манастирот? Сите тројца молчеле. Тогаш Бакулевски им рекол да одат сите четворица назад во манастирот, кој има земено нешто за да го врати. Така еден по еден отишле и се вратиле повторно кај пристаништето на манастирот Свети Наум. За чудо, кајчето лесно го турнале и така си дошле дома. Ова, реков, е вистинска приказна, почитувани слушатели, која лично ја имам слушано од најблиските на Томе Бакулевски. Ако и вие имате слични вистински приказни како легенди, тогаш можете да ни се јавите или да пишете за да ги објавиме во оваа радиоемисија. Но и за Охрид и понатаму ќе ви кажувам во нашите емисии со нови чуда. Što si tolku zamisleno, kraj jezerove zdeno šetaš, kaži da li nekoj čekaš, ili srce nekoj ti otraš.
А сега со мојот коментар на неделата. Наближуваат и председателските, но и парламентарните избори, кога ќе се види резултатот кој ќе добие, а кој ќе изгуби. Односно, доколку ова досегашна влада на Заев и Ковачевски биде, па и досегашниот председател Пендаровски, јасно е дека ќе биде катастрофа како за Република Македонија, а многу повеќе за македонскиот народ по род. Од друга пак страна, за да за секогаш ги сврлиме овие досегашни партали кои уништија се што е македонско и добија опозицијата, резултатот е во корист на државата и на македонскиот народ. Но затоа пак треба народот што помасовно да се појави на изборите, но и помалите партии треба да се приклучат кон она македонска партија која ќе има најголем број на гласови. Ако се сеќавате, кога беа председателските избори, а кандидати беа Трајковски некаде во 90-тите години и Петковски, зборувам за Борис Трајковски и Тито Петковски, тогаш албанските партии здружено и турбо активно работеа за да добие Борис Трајковски. А како? Рента неколку летови од авиокомпанијата на Авиоимпекс и дојдоа со стотици албанци од Германија, Швајцарија и други европски градови за да гласат за Трајковски, кој во вториот круг го доби мандатот за председател на Република Македонија. А знаете ли зошто? Затоа што со помош на Али Ахмети и неговата партија им беше ветено на сите оние албанци кои се од албанско потекло, малцинството во Република Македонија, па дури и албанци од Косово и од Република Албанија, кои и ден денес многу од нив се со 3 пасоши, нив им беше ветено дека ќе добијат она што со години го посакуваат. Се разбира за Илирида, односно голема Албанија. Да бидат народ исто како и македонците, а не малцинство. Така и се случи во 2001 година, кога надворешни сили од длабоката држава на Америка, потоа НАТО, ЦИА, Англија, Германија измислија наводно дека албанците немаат никакви национални права, иако Македонија е единствената држава во светот која им даде демократија на малцинствата, што тоа нити Америка, нити Канада, нити пак некоја друга држава би замислила, би му дошло на памет такво нешто да направи во нивните држави, а само знае да ровари и да се меша во туѓи држави. Војната во 2001 година беше организирана токму од претходно спомнатите, заедно со албанската мафија, која за тоа мора да им плати на големо. Знаете дека на нивна страна беа и американските генерали во пензија, за кои е голем резил за Америка и срам, а многу повеќе голем грев од Бога. Меѓу тие убици беше и техничкиот премиер, што сега е Талат Џафери, кој во суратот можеш да видиш каква злоба, каква омраза чувствува врз македонскиот народ, кој кога тогаш тој грев ќе го осети на неговата кожа. Затоа, драги мои, албанците го признаваат единствено за председател на Република Македонија само Борис Трајковски, кој всушност и не заврши право како што се кажува, како што се зборува. Не признават нити Црвенковски, нити Глигоров, никој, нити Ѓорѓи Иванов и така натаму. Само Борис Трајковски. Се зборува дека Борис Трајковски заврши теолошки факултет на протестантската вера во Америка, човек анонимус, а само Љупчо Георгиевски знае кој и што е тој човек и како ЦИА го донесе него. За тоа кој и што е и беше испратен да ја заврши ова задача во корист на албанското малцинство. Сум спомнала и порано, но и сега ќе кажам дека Борис Трајковски беше еден вид владика или кардинал на американските протестанти по вера, меѓу кои и на Бил и Хилари Клинтон. А морам да признам дека протестантите се големи верници, дури би рекла и од нас се поголеми верници и лојални на нивниот пастир во случајов Трајковски. Затоа и кога беше војната на Косово, Бил и Хилари Клинтон, место да слета директно во Приштина со авионот, тие слета со авионот прво во Скопје, на аеродром, за да си го видат нивниот пастир. Меѓутоа, не дојдоа да се сретнат со председателите било на Република Македонија или на владата, туку продолжија по еден час во Приштина. Толку за тоа.
Важното за нас македонците се изборите. За кандидати за председател на Република Македонија ги има, како што се кажува, од 9 до 14. За сигурно една од кандидатите ќе биде Гордана Јанкуловска-Давкова, поддржана од партијата на Мицковски од ДПМНЕ, Пендаровски од СДСМ или како што јас ги нареков сојуз на демонските скандалозни монструми, а веројатно и од Дуи ќе оди Османи. Повеќе од јасно е дека албанските партии работаат неуморно, а македонците знаат само да се критикуваат. Али Ахмети, новиот Ал Капоне, се заканува. Доколку вели бугарите не бидат внесени во Уставот на Република Македонија, тој ќе ја напуштел со неговата партија од владата ќе бегал. Па, оган фати таму, би рекла, ќе бидам веќе стварно дрска. А бе, кретену еден, терористу и убиец на македонскиот народ, никој не те држи да бидеш во владата, зашто ти си чумата во Македонија. Колку што знам, твојата мајка е македонка со муслиманска вера од Струшко. Зарем не те гризе совеста дека ако твојата мајка што те доела, може би не од неа, но од нејзината мајка, а твоја баба и дедо, односно твоите предци кои си го сака својот македонски корен, дека тогаш кога ти не ќе очекуваш, ќе осетиш многу тешко на кожата. Навистина не посакувам вакви работи, но Бог гледа, Бог и одлучува. Старата народна вели, како што ќе се постелиш, така и ќе се легнеш. Мој македонски народе, сега е да се биде или не. Клучот е во нас, што помасовно да излеземе и да гласаме. Самите сме свесни. Ни остана само јазикот што го зборуваме, исто така во која се бориме за нашите права. Ако пред неколку дена се славеше денот на мајчиниот македонски јазик, на кој треба секогаш да се подпираме, предавајќи им го тој аманет како завет што сме го наследиле од нашите предци на идните наши поколенија, а угледниот пак академик Блаже Коневски, кој исто така рече дека јазикот е единствената неподелена татковина. Така и ние македонците, без разлика што ни ја распарче Македонија, треба да бидеме неподелени. Тој наш македонски академик Коневски има многу мудри мисли, меѓу кои и јазикот е нашата татковина, кој треба да го чуваме, да го сакаме и негуваме, зашто тој е нашиот дом, нашето огниште, нашата куќа, исто како што си ја сакаме и Македонија. Тоа е и нашето оружје би додала јас. Овде оние домашни предавници и оние однадвор што ни доаѓаат и ни ветуваат брда и долини, а од тоа нема ништо освен што не ставија во бездна, во длабока дупка, за да не можеме да излеземе. Таквите према мене, како што реков, тие истите со нивните провокативни насмевки, со нивната лицемерна сладкоречивост, однадвор како јаболкото за да го јадеш а всушност внатре е труло и полно со злоба, така се тие. Но таквите со така наречен нож може да се сечат. А тоа е нашата отпорност, спротиставувајќи им се, бидејќи тоа нивна, така наречена сладкоречивост е опрезност за сите нас, македонците. Затоа, драги македонци, ако името е големо, како што рече Блаже Коневски, тогаш и вие покажете ја вашата големина. Излезете што помасовно да гласате, за да ја изфрлиме до сегашнава ѓаволска влада која е расипикуќа. А јас ќе употребам и неколку стихови од песната на Блаже Коневски во која пишува: чувај го зборот кој знае да каса, да клоца како бив коин. Чувај го, зашто ако го испуштиш, Бог знае која луда глава ќе го грабне. Запомнете, ако ние самите себе не се чуваме, браниме, не се цениме и сакаме, тогаш сме плен на дивите волци. Затоа напред, Македонијо! Македонијо, земјо мила, тројно разделена. Македонијо, земјо мила, тројно разделена.
зелена. Беше и ќе бидеш наша земја македонска. Беше и ќе бидеш наша земја македонска. Ти си гордост македонска на македонците. Ти си гордост македонска на македонците. Твоето име, земјо мила, нема да загине. Твоето име, земјо мила, нема да загине. Наше знаме македонско сегде да се вее. Наше знаме македонско сегде да се вее. Песни ора македонски сегде да се пеят. Песни ора македонски сегде да се пеят. Браќа, сестри македонци, слободни да живеят. Браќа, сестри македонци, слободни да живеят. Биди среќна и весела, земјо наша мила. Биди среќна и весела, земјо наша мила. Еге Пирин, парна земјо, со тебе се гордеја. Еге Пирин, парна земјо, со тебе се гордеја. И ете, се наближуваат последните 10 минути од вечерашнава наша емисија. Крајот, реков, още 10 минути остануваат, но затоа пак најпрво да ги чуеме вестите од Македонија, а со тоа јас пак да ви се заблагодарам за вашето ценето внимание, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. За председател. Во игра за место на избирачкото ливче засега се 13 мина, од кои 11 преку потписи се обидуваат да обезбедат кандидатура. Во првиот ден, дел од нив обезбедија солидна поддршка од граѓаните, а дел само символична бројка. Продолжува трката по потписи за председателските кандидатури. Засега 11 потенцијални кандидати за иден шеф на државата собираат по 10.000 потписи во 34 подрачни единици на ДИК низ земјава и нотарските канцеларии. Но меѓу нив барем засега не се Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, чии кандидатури треба да бидат потврдени на партиските конвенции закажани за 2 и 3 март. Од ДИК велат дека процесот тече непречено. Еве веќе втор ден од 8 часот се отворени нашите подрачни оделенија и канцеларии и денеска и утре ќе работат од 20 часот, се за цел да им излезат во пресрет на сите граѓани кои сакаат со свој подпис да поддржат некој од листите на кандидати. До Државната изборна комисија никој од
потенцијалните кандидати, ниту па граѓаните нема досега поднесена представка. Од вчера потписи собираат Бујар Османи од ДУИ, Максим Димитриевски од Движењето Знам, Стефчо Јакимовски од ГРОМ, Билјана Ванковска како кандидат на Левица, Мерсиха Смиловик од Бошњачкиот демократски сојуз, а преку граѓански потписи, место на избирачкото ливче на 24 април, ќе се обидат да си обезбедат и 4 независни кандидати. Вело Марковски, Томе Николовски, Господин Поповски, Ѓорги Манасков и Зорица Цветковска. Кандидатот на албанската опозиција Арбен Таравари, процесот за собирање потписи го отпочнал од денеска, веднаш по доставувањето на потребните дописи до подрачните единици на ДИК. Оттаму не откриваат колкав број на граѓански потписи кандидатите успеале да соберат во текот на вчерашниот ден. Но според неофицијалните информации до кои дојде Канал 5, добар дел од потребните потписи веќе обезбедиле Бујар Османи на 2000, Максим Димитриевски и Билјана Ванковска на 1000, Стефчо Јакимовски нешто под 1000 гласови, додека пак дел од пријавените кандидати досега имаат обезбедено по 10 граѓански потписи. Интегративците велат дека се задоволни од досегашниот одзив на граѓаните ширум подрачните единици на ДИК. Уверени се дека за само неколку денови ќе ги соберат потребните 10.000 граѓански потписи. Вчера бевме сведоци на реки луѓе кои што потпишуваа во поддршка на доктор Бујар Османи и веруваме дека за ден-два ќе го завршиме процесот на собирање потписи, но ќе го оставиме процесот отворен за сите граѓани кои што дополнително сакаат да се потпишат за најинклузивната кандидатура на овие председателски избори, таа на доктор Бујар Османи. Од ДУИ остануваат на нивното барање за избор на председател на државата во собранието со двотретинско мнозинство и Бадентер, иако и од СДСМ и од ВМРО ДПМН веќе ја отфрлија таквата можност. Во однос на барањето на ДУИ за избор на председател во собранието, од ВМРО ДПМН велат дека подуцени не преговараат и ги повикаа граѓаните масовно да излезат на изборите. ВМРО ДПМН подуцени ниту разговара, ниту преговара, а најмалку пак прифаќа уцени. Ние само ќе ги повикаме граѓаните да го следат ова однесување на ДУИ и да биде тоа дополнителен мотив за сите граѓани на наредните избори да докажат дека оваа држава не е заложник на една политичка партија и дека ДУИ како што се однесува изминативе 20 години очигледно продолжува да се однесува и наредните години, затоа време е конечно еднаш ДУИ да отиде во опозиција. Барањето на ДУИ за избор на председател во собранието, а не преку непосредни избори, за дел од аналитичарите само предизборно ветување. Ивана Стојановска разговараше со Александар Кржаловски за очекувањата од изборниот процес. Не верувам и не очекувам сите да успеат, но се надевам барем надвор од 4 партии, на големите партии кои не се сомневам дека нели да одат на собирање потписи ќе го успеат во тоа. Предпоставам дека нема многу други да има. Се надевам барем 6 или 7 кандидати вкупно да има, сепак значи 2 или 3 од овие 11 сега што се баш као од албанските 2, кои исто верувам ќе ги соберат и Таравари и Бујар Османи. Се надевам дека барем уште 2 или 3 од другите кандидати ќе успеат. Во однос на предизборната кампања за председателските избори, кои теми очекувате да доминираат и како предвидувате дека ќе тече кампањата со оглед на тоа што нели ќе имаме поклопување и со парламентарните избори? Можно ли е да се мешаат кампањите и ќе имаат ли јасна слика граѓаните? Очекувам за жал пак прилично валкана кампања, особено пак од поголемите партии. Добре што има друга понуда, пак ќе речем заради разочараноста на граѓаните од сите досегашни владеачки гарнитури, така да добре што има поголем избори што се охрабруваат други актери да се појават на сцената, иако не може многу да се очекува дека кој наколку ќе порастурат овој монопол кој постои овие 20 години. И уште едно прашање за крај, албанските партии, тука мислам и на албанската опозиција и на владеачките партии, како услов и како барање деновиве го истакнуваат идното избирање на шеф на државата во собранието со двотретинско мнозинство и со Бадентер. Дали според вас е реална и можна таква остварување на таквата идеја или сметате дека тоа е само предизборно ветување? Повеќе второво, мислам дека тоа ќе остане. Не е нова идеја, таа беше и претходно и дури
независно од албанците се размислуваше за таква варијанта како во Германија, што е нели парламентот да го избира председателот. Сметам дека тоа треба да биде прашање кое ќе се дебатира во смирена атмосфера и надвор од изборниот циклус. Со реакција за вчерашното однесување на Џафери се огласија и од Беса. Талат вчера неговиот неуспе, па и неговата партија ги сврте кон државните службеници, заборавајќи дека тие институции се водени од кадри на ДУИ. Вие, како само прогласен Ајнштајн, вчера сте направиле законски прекршок, бидејќи да се појавите во државните институции без најава и да влезете во камера